минути за урбани вести и добре дојдовте. Од овој месец ќе се реализираат првите активности против аерозагадувањето во главниот град. Ова е веста на денот, а останатите наслови ги гледаме во продолжение. Останете со нас. Од овој месец ќе се реализираат првите две активности против аерозагадувањето во Скопје. Зелениот кров на градскиот трговски центар ќе биде готов на пролет. Град Скопје во рок од 30 дена треба да обезбеди документација за изградба на спортскиот рекреативен центар Езеро Треска. Општина Ѓорче Петров им додели јакни на лицата од социјален ризик. Отворена меѓународна изложба во општина Илинден. Во текот на овој месец ќе се реализираат првите две активности за намалување на загадувањето во главниот град, а се во рамки на програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година. Според заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јанима Крадули, потребно е директно справување со изворите на загадување, како и креирање јавна свест од предучилишна до пензионерска возраст. Директно справување со изворите на загадување, креирање јавна свест од предучилишна до пензионерска возраст, промени во законите што се неопходни и имплементација на платформа за координација и следење на реализацијата на програмата. Ова се 4 компоненти на кои се базира програмата за намалување на аерозагадувањето. Ова денеска го соопшти заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јанима Крадули во владата каде се одржа 4-тиот од серијата отворени денови за иницијативи на граѓански организации, што се однесува на планот за чист воздух за 2019 година и неговата временска рамка за спроведување. Во текот на овој месец ќе се реализираат првите две активности. Тоа е поврзување на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу во Скопје на топлинскиот оператор. Во моментов таму има 490 студенти, а загревањето е на мазут и во зимскиот период се троши 230 тони. Годишно има трошоци од 7,1 милион денари, од кои 5 милиони ги покрива државата. Со поврзувањето на топлинскиот оператор трошоците ќе се намалат на околу 5,3 милиони денари. Втората активност е концептот Зелен лист воздух чист. Се работи за иницијатива на Факултетот на земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет во Скопје, во секоја скопска општина, односно во едно основно училиште и една градинка, да се создаде парк од студентите. Таму да се засадат садници кои се автохтони и се произведуваат во Македонија, од опитното поле на нивниот кампус кој е 63 хектари. Шефот на кабинет на градоначалникот на град Скопје Никола Наумовски се осврна на активностите што ги превзема нивниот инспекторат на раззеленувањето, загревањето на домовите и транспортот. Наумовски соопшти дека во следниот период јавното сообраќајно претпријатие Скопје треба да распише тендер за набавка на нови 40 екоавтобуси на газ. Поголемиот дел од нив, како што рече, ќе бидат дводелни место двокатни и ќе превезуваат повеќе патници. Во владата присуствуваа и представници од повеќе невладини организации кои изразија задоволство што се работи на оваа тема и побараа надлежните да изнајдат начин и да им помогнат на мали и микропредпријатија, да го променат начинот на грејење, да се работи на климатските промени, да се обезбедат монтажни живеалишта за семејствата кои живеат во субстандардни услови во скопските населби. Скопјани најверојатно напролет ќе имаат можност да уживаат на зелениот кров на градскиот трговски центар, кој треба до тогаш да биде готов. На проектот работи UNDP заедно со град Скопје и ќе овозможи еколошки почист, функционален и урбан град за граѓаните. Еден од ветените проекти на градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов во предизборната кампања е зелениот кров кој треба да биде изграден на градскиот трговски центар. Проектот се реализира со цел да се зголемат зелените површини во главниот град за еколошки почист, пофункционален и урбан град за граѓаните. Овој проект е во соработка со град Скопје и UNDP и ќе овозможи поголема заштита на животната средина, заштита од климатски промени и зголемување на отпорноста на Скопје, а воедно и продолжување и на досегашните проекти и активности на градските власти и UNDP.
Изградбата на зелениот кров на ГТЦ би ги решила и досегашните маки на дуќанџиите од горните катови, кои имаат проблеми со прокиснување при поголеми дождови. Реализацијата на овој проект ќе овозможи севкупно зголемување на атрактивноста на градскиот трговски центар во наредниот период. Според изјавата на градоначалникот Петре Жилегов, зелениот кров би требало да биде готов на пролет. Завршена е постапката, тоа е проект на град Скопје со UNDP, они ја спроведуваат постапката, градот ги даде средствата до UNDP. Очекувам дека оваа пролет граѓаните на Скопје за прв пат на јавна површина ќе може да уживаат во покривно зеленило. Зелениот кров на градскиот трговски центар би имал далекосежни позитивни последици. Зголемената фреквенција на граѓаните како резултат на досегашниот кров би овозможила покачување на атрактивноста на дуќаните што се лоцирани на двата горни ката на ГТЦ. Во рок од 30 дена, градот Скопје треба да обезбеди постоечка документација за изградба на спортско-рекреативниот центар Езеро Треска во општина Сарај, а во рок од 4 месеци Министерството за економија треба да достави информација до владата за текот на активностите за основање на туристичката развојна зона. Езерото Треска повторно ќе стане еден од бисерите на Скопје. Владата на седница ја усвои програмата за развој на туризмот на Република Македонија за 2019, а беше разгледана и информацијата за основање на туристичка развојна зона Матка во општина Сарај. Владата даде препорака град Скопје во рок од 30 дена да обезбеди постоечка документација за изградба на спортско-рекреативен центар Езеро Треска во општина Сарај, а Министерството за економија во рок од 4 месеци до владата на Република Македонија да достави информација за текот на активностите за основање на туристичката развојна зона Езеро Треска во општина Сарај. Поради остварување на заедничка цел и интерес за финансиско учество за изградба на проект за ревитализација на Езерото Треска, со што езерото повторно би се ставило во функција на граѓаните, градот Скопје минатата година донесе одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу град Скопје и општина Сарај за изработка на проект за ревитализација на Езерото Треска, каде градот во соработката ќе учествува со 7 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на град Скопје. Според предходни изјави на градоначалникот Петре Шилегов, студијата за Езерото Треска, изработена од предходното раководство, можеби ќе се употреби за изработка на проектот за ревитализација на езерото, кое било место за релаксирање на Скопје ни цели 20 години, се до 1998 година, кога истото е затворено за капачи поради загаденоста на водата. Најголема пречка за реализација на овој проект представува прочистувањето на водата во езерото. Минатата година се изработуваше колекторски систем на реката Треска, со што водите пречистени ќе влезат во Вардар. И тој систем кој се гради се наоѓа пред влезот на Езерото Треска, што значи дека води поминати низ колекторот ќе влезат во езерото. Инаку рекреативниот центар Треска е изграден од 1978 година со средства од самопридонес на тогашните граѓани на Скопје. Инаку езерото се протега на површина од 136.000 метри квадратни, длабоко е 1,6 до 3 метри и има капацитет од 10.000 капачи, а површината под зеленилото во овој рекреативен центар зафаќа повеќе од 186.500 метри квадратни. Овој рекреативен комплекс Езеро Треска во 1978 година свечено го отворил председателот на поранешна СФРЈ Јосип Броз Тито при неговата посета на Скопје. Во соработка со невладиниот сектор, општина Ѓорче Петров обезбеди 150 зимски јакни за лица од социјален ризик. Тие ќе бидат доделени на семејствата кои ги има во нашата евиденција, а нивната распределба почна денеска. Патролната служба на општината за една година евидентираше 186 случаи на лица кои живеат во социјален ризик.
Општина Ѓорче Петров денеска посети две социјално загрозени семејства кои живеат во исклучително тешки услови и им подари зимски јакни. На јакните најмногу им се израдуваа 7 деца, кои боси на минусни температури го пречекаа градоначалникот Александар Наумовски да им ги донесе јакните. Семејството на Исо Симоновски се пожали на сиромаштија и беда, на која посведочивме и ние, а единствено од хуманите луѓе побараа телевизор. Покрај јакните, кои општината ги обезбеди во соработка со невладиниот сектор, на семејството од сопствени средства, со по 2000 динари, му помогнаа и советничката Вера Перовска, како и градоначалникот Наумовски. Општина Ѓорче Петров во соработка со невладиниот сектор обезбеди 150 зимски јакни кои што ќе бидат доделени на социјални случаеви, на семејства со социјален ризик кои што се уредно евидентирани во нашата општина. Целта е да се добие база на податоци на лица со социјален ризик, преку која ефективно ќе делуваме во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Паралелно течат и други проекти поврзани со социјалата. Доделување на еднократна парична помош. Минатата година исплатени се 18.000 евра за оваа намена, новогодишни пакетчиња, повеќе кратна помош во храна и хигиенски средства, доделување на дрва, организираме и повеќе хуманитарни настани, а собраните средства од нив се наменети за социјално загрозените лица. Социјалната патролна служба изминатава година евидентирала 186 случаи на лица кои живеат во сиромаштија, социјално исклучени, жртви на семејно насилство и бездомници. Едни од нив се и семејството Гаши, на кои исто така денеска им беа однесени зимски јакни. Распределбата на јакни ќе продолжи и во наредните денови, со цел да им се излезе во пресрет на сите граѓани од ранливите категории. Обезбедени се вкупно 150 зимски јакни. Како што соопшти градоначалникот Наумовски, проектот на социјална патролна служба продолжува и оваа година. Предвидувањата се дека за 2 години патролните служби ќе ја поминат целата територија на општина Ѓорче Петров, со што би се добила една целосна социјална карта, преку која ќе може да им се излезе во пресрет на овие лица. Од април ќе има дополнителни боцкања за бебињата во центрите за имунизација. Се воведуваат 2 нови вакцини за децата на возраст од 1 година. Станува збор за вакцините против пневмококна бактерија и ротавируси. Во центрите за имунизација од април ќе бидат воведени нови задолжителни вакцини за бебињата. Станува збор за вакцините против пневмококна бактерија и ротавирус. Според информациите од Министерството за здравство, постапката за јавна набавка е во тек, а во Македонија овие вакцини ќе бидат дел од задолжителниот календар за имунизација од април оваа година. Според календарот, децата на возраст од 1 година треба да ги примаат овие вакцини. Лекарите се убедени дека додавањето на овие 2 вакцини во календарот за имунизирање е во интерес на малите деца, бидејќи и двете заболувања предизвикувале сериозни компликации до 5 годишна возраст. Педиатрите сметаат дека со овие вакцини ќе има само бенефит, бидејќи имунизацијата е причина за искоренување на голем број опасни заболувања. Пневмококната вакцина е со 3 дози и 1 ревакцинација, а рота вакцината ќе има 2 или 3 боцкања. Во Домот на култура Илинден денеска беше отворена ликовната изложба на слики од 16-тата меѓународна ликовна колонија Каприно 2018 Куманово. Изложбата ќе биде отворена за посетители до 1 февруари. Од денеска до 1 февруари, влюбениците во убавите уметнички слики ќе може да ја посетат и да уживаат во ликовната изложба на слики од 16-тата меѓународна ликовна колонија Карпино 2018 година. На изложбата се представени 30 на слики изработени во техника акрил на платно и масло на платно од 10 автори од земјава и странство. Уметничкиот организатор на изложбата Валентина Илиевска, која исто така е и учесник на колонијата, нагласи дека учество во Карпино секоја година земаат уметници од Македонија и странство, а благодарение на Центарот за култура Трајко Прокопиев, изложбата ќе гостува во повеќе македонски градови. Секогаш се трудиме да го задржиме оној квалитет, например да поканиме од локалните уметници, од градот Куманово,
мислам и од пошироко од Република Македонија, македонските уметници и секако значи не ги забораваме нашите комши од Србија, од Бугарија, од Босна, значи од бившите југословенски простори, од балканските простори, но меѓутоа се трудиме малку и да се прошириме. Оваа година имавме значи представники од Германија. Имаме значи во програма да го разгледаме градот Куманово, самата околина, знаменитостите како што е Зебрњак, Костурницата, Кокино и планираме нешто и да прошетаме и до Скопје, нели како главниот град на Република Македонија, да пошироко да не е запознаат државата. Председателот на Центарот за култура Трајко Прокопиев, Зоран Павловски, истакна дека почетоците на колонијата биле во рамки на манастирскиот комплекс во Карпино, за разлика од сега кога уметниците творат во урбаните средини. Првите 10 години се одржуваше во манастирскиот комплекс Карпино, едно духовно светилиште во близина на Куманово. Веќе 5 години 6 е пребацена во ресторан Грација, значи веќе творат во урбана средина и сега се, како што гледате, колоритите или слики од такви теми. Додека порано беа инспирирани од самата црква, од самиот манастирски комплекс. Првите неколку години беа од продолжен карактер, веќе наназад, сигурно на 10 години не се, ние ги складираме во депо и ги красат витрините или во Куманово, во општина Куманово, или надвор од општина кога ги даваме на градоначелници или на амбасадори и така натаму, значи некаде надвор и од Македонија. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски ги покани граѓаните да ја посетат изложбата и да уживаат во уметничките дела, насликани со различни техники и со различни мотиви. Убеден сум дека денешнава изложба на уметнички дела, која што зрачи со една енергија пренесена од Карпино преку рацете на уметниците, дава еден посебен впечаток и момент. Задоволство ми е што во општина Илинден ќе бидат неколку дена изложени уметничките дела, секако дека граѓаните на општина Илинден и пошироко ќе ги посетат и ќе уживаат во гледката која што ја има. Меѓутоа, што е најзначајно, што еве продолжуваме со културата, уметноста и поддршката на уметниците, негување на културата во општина Илинден. Изложбата се организира во соработка со Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Фламинга и зебри ќе бидат донесени во зоолошката градина во Скопје. Фламингата ќе бидат донесени од зоолошката градина во Минхен, а пак зебрите ќе пристигнат напролет од Чешка. Скопската зоолошка градина ќе се збогати со нови жители. Имено од зоолошката градина во Минхен ќе бидат донесени фламинга. Ова било договорено на средба на директорите на двете зоолошки градини Ѓорѓи Галетановски и Расен Бабан. А напролет пак од чешкиот град Либерец во Скопје треба да стигнат зебри. За изградба на живеелиштата за зебрите и за фламингата, град Скопје обезбеди кредит од Светска банка во висина од 10 милиони динари. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од западен правец. В петок и за време на викендот ќе има зголемена облачност со локални слаби врнежи од дожд на пониските и снег на повисоките места и планините. По одделни котлини ќе има појава на магла. Денеска имавме температура до 3 степени, а утре до 1 степен. В петок температурата ќе се движи од -4 до 2, сабота од -1 до 3 и недела од 0 до 6 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување!